Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Библиската медитација е најзанемарена во однос на сите видови медитации. Западната медитација е интелектуална медитација. Има источна медитација која е насочена кон празнење на умот. И има библиска медитација која не е ни слична со овие две. Источната медитација го држува човекот смирен, во еуфорија на чувства. Со ништо не се соочува, бидејќи умот е во таква состојба. Но во библиската медитација со љубов се соочува со своите слабости, со гревовите. А на тој начин, преку Божјата слава, човекот се гледа каков е и расте од слава во слава. Која е дефиницијата за медитација? Насочување на вниманието кон нешто и ослободување на мислите, заради постигнување душевно спокојство, душевно наблюдување, длабоко размислување. Драги мои, во ова издание зборуваме токму за оваа тема, за библиската медитација. Ако ве интересира, станете заедно со мене.
Да се медитира на Божиот збор, значи негово тивко повторување на нежен начин и глас, избегнувајќи ги надворешните пречки. Оно што често го правиме, го читаме Божиот збор. Велиме амин, охрабрени сме од оно што го читаме. Господ ни има дадено упатства, што на многу начини ја одредуваат мерката за нашиот успех – просперитет. Не станува збор за просперитет само од финансиската страна, туку просперитетот што е поважен од тоа, тоест внатрешното богатство, да се биде среќен и исполнет. Дали е возможно тоа? Да, секако. Бидејќи влегуваме во бесконечно царство и Господ не дизајнирал на тој начин да имаме постојан пристап во тие неограничени ресурси, во место на лични победи и успеси. Онаму каде што е еднакво на успех на познат собственик на голема корпорација. Господ Бог ќе направи, јас и вие, да бидеме луѓе што ќе триумфираат во нашето лично патување со Него, до тој степен да надминеме, да надвладееме, да завојуваме. А како до тоа? Да медитираме на Божиот збор. Како што вели: Синко, внимавај на зборовите мои, да не отстапуваат тие од твоите очи. Чувај ги внатре во срцето свое, затоа што тие се живот за оние што ги наоѓаат и здравје за целото тело нивно. Што значи? Треба да го повторуваме Божиот збор. Повторно и повторно. Еве, на пример, кога ни е потребна помош во финансиите, да се молиме: Господи, Ти рече со Твојот збор дека ќе ги обезбедиш сите мои потреби. Господи, го славам фактот дека работам за Тебе, и тоа Тебе Ти го давам. Но Твојата работа за мене е многу поголема од работата за самиот себе. Ти имаш неограничени ресурси. Ти ме обезбедуваш од Твоите богатства и Твојата слава која што е огромна. Господи, Ти благодарам што Твоето изобилие се истура на мене, дека Ти назначи мерка на напредок во мојот живот, мојата фамилија. Господи, изјавувам, пејам пред Тебе, Ти обезбедуваш додека спијам. Не станува збор само за читање на оваа молитва, туку свесно синхронизирање со незината содржина и со незино повторување станува дел од нашиот дух. Така што се вмрежува, се вклопува во нас како личности, преминува во делот на нашиот карактер и влијае на начинот на кој размислуваме и живееме. Оваа медитација е вклопување, составување со она што Бог го рекол за нас. Божиот збор вели дека човекот нема да живее само од лебот, туку и од секој збор на Бога. Се што постои, се што функционира е заради тоа што тој го изговори. Исус зборуваше само она што говореше Бог. А како ќе знаеме што говори Небесниот Татко? Со читање, медитирање на Неговиот збор. Не станува збор само за повторување, учење на памет, туку гледање со очите, свесно слушање на оно што го изустуваме, односно целосен фокус на Божиот збор, за целото наше тело и дух да се сплотат заедно со Божиот збор. Божиот збор се манифестира во тело преку Исус Христос. Да ја прифатиме поканата од Господ Бог за патување заедно со Него. Патување каде што преку библиската медитација ќе имаме постојана средба со Него. И на тој начин ќе го обновиме нашиот ум со вистинскиот светоглед. Ќе препознаеме дека сме користеле погрешни зборови, изрази во нашиот речник, дека сме одобрувале погрешни дела, случувања. Да, почитувани, ќе не насочи кон лично спознавање и спознавање на ближниот, ќе не насочи кон соголување на нашата погрешна гревовна природа, дека повредувајќи ги другите, сме се повредувале себе си, дека одобрувајќи ги погрешните одлуки на некој друг и поддржувајќи ги и правејќи се игнорантни, сме направиле голема штета. Затоа,
Запознајте го Божиот збор. Бидете свесни, не ги присвојувајте погрешните работи, не дозволувајте од незнање да го влошувате вашиот живот и животот на другите. Имајте божествена мудрост. Внимавајте кога слушате. Какви вести читате, какви филмови гледате, каква содржина влегува преку вашите очи и уши, бидејќи сета таа содржина влегува во вашата внатрешност. Во Евангелие според Марко пишува: "Она што излегува од човекот, тоа го прави нечист. Затоа, однатре од човечкото срце излегуваат лоши мисли, блудства, кражби, убиства, прелюби, лакомства, злоба, измама, бесрамност, завидливоко, хулење, надуеност, неразумност. Сите тие зла излегуваат однатре и го валкаат човекот." А во Филипјаните 4:8 пишува: "На крајот, браќа, се што е вистинито, се што е благородно, се што е праведно, се што е чисто, се што е допадливо, се што е пофално, се што е доблесно и се што е достојно за фалба, за тоа размислувајте. Оно што го научивте, го прифативте, го чувте и го видовте од мене, тоа правете го, и Богот на мирот ќе биде со вас." Внимавајте со кого се дружите, какви навики присвојувате. Проверувајте пред нештото да го присвоите како вистина. Не дозволувајте Божиот збор да се оддалечи од вас. А денешно време има толку многу патишта и начини кои не дефокусираат. А за тоа, верувајте дека ќе ви бидат потребни повеќе од неколку минути на медитација. Треба дисциплина и свесно одделување од системот што светот го нуди. Затоа, да го тренираме нашиот ум со умот на Исус Христос. Читајте го Божиот збор, изговарајте го, пејте го, славете го, се со цел да бидете постојано во Божиото присуство и да го манифестирате небесното овде на земјата. Да започнеме уште денес. Блажен е оној што не го следи советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници, туку му омилел законот Господов. И за законот негов дење и ноќи грижливо размислува. Тој е како дрво посадено крај вода изворска, кој својот род го дава навреме и чиј лист не венее и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците, тие се како прав, што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај ги сите негови добрини, на оној кој ги очистува сите наши беззаконија, кој ги исцелува сите наши болести, кој го избавува од пропаст нашиот живот, кој новенчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот наш и како на орел ни обновува нашата младост. Господ им дава милост и правда на сите угнетени. Тој му ги покажа своите патишта на Мојсеј, на Израелевите синови, делата своји. Штедар и милостив е Господ, благотрпелив и многу милостив. Тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Тој не поставува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто тој го знае нашиот состав, помни дека сме прав. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, така присутува тој. Ке дувне ли над него ветар и веќе го нема, и местото негово веќе не го памети. А милоста на Господ е од век до век, спрема оние кои се бојат од Него, и правдата Негова е од чеда на чеда, кои го чуваат заветот Негов и ги помнат заповедите Негови. Господ го поставил својот престол на небото и царството Негово владее над се.
Благословувајте го Господа сите ангели негови, вие крепки по сила кои го извршувате неговиот збор, слушајки го гласот од зборот негов. Благословувајте го Господа сите негови војски, негови служители кои ја исполнувате волјата негова. Благословувајте го Господа сите негови дела, по сите места на неговото владење. Благословувај го душо моја Господа. Елиезер